За да добијат субвенции за своето производство и за добитокот, поголемите сточарски фарми мораат да имаат складишта за арското ѓубре. Обврската е за стопанствата со повеќе од 50 крави, 250 свињи, 5000 неселки или 10.000 бројлери. Складиштата треба да го спречат загадувањето на водите и воздухот и да обезбедат минимално губење на хранливите вредности. Тоа се препораките, тоа се критериуми, карактеристики на интензивен начин на производство, како што доликува на членка држава на Европска унија, а ние сме оние кои што сакаме да влеземе во Европска унија, по тие причини ќе треба малку и да ги следиме тие препораки на Европска унија. И токму затоа, да немаме загадување на потпочвени води, на површински води, ќе треба тие субјекти, односно објектите, да се изградат подалеку од 10 метри од самите реки или 25 метри од канали и бунари. Половина од вложените пари за оваа инвестиција фармерите можат да ги обезбедат преку ИПАРД програмата. Единствена олеснителна околност за сите оние кои што се плашат е тоа што изградбата на објектите за изѓубрување влегува во ИПАРД програмата. До овој повик, што треба сега да излезе во крајот на септември или почетокот на октомври, беше процентот на повраток според ИПАРД 1 програмата од мерка 101, каде што е обнована механизација и изградба на објекти за изѓубрување. Процентот на повраток беше 50, но сега со ИПАРД 2 програмата е 6. Но за секој на кој што млад земјоделец или жена земјоделец имаме 5% плюс, што значи повратокот на инвестиција ќе биде од 60% па нагоре. Доколку имаме елементарни погоди, тоа може со ИПАРД комитет да биде изгласано и односно одлучено да биде до 75% повраток. Влогот во изградбата на објект за изѓубрување е 100% од страна на земјоделците за по апликацијата за повраток на средства, парите да им се вратат на трансакциона сметка. Овој услов засега важи само за големите фармери, додека помалите земјоделски стопанства не подлежат под неа, но во иднина по налог на европските стандарди ќе треба и оние со помалку добиток да изградат објекти за складирање на арското ѓубре.